Во исто време не можеме да мислиме две мисли кои се различни по својата структура, по својата динамика. Исто така, во исто време, ние не можеме да чувствуваме емоции кои се од различна динамика. Еве, направи си еден мал тест. Почни да мислиш на нешто и набрзо потоа почни да мислиш на сосема нешто друго. Ќе приметиш дека тоа првото се губи негде во далечината и дека сега е присутно само ова второто. Ова е показател дека ние можеме да ги бираме своите мисли и да го насочуваме текот на нашите мисли. Истото важи и за емоциите. Секако дека не треба да ги потеснуваме емоциите. Најважно од се е да ги процесираме своите посебно ниски емоции. Но ова само ни покажува колку ние имаме во себе моќ, колку ние самите на себе си можеме да си помогнеме кога не сакаме повеќе да бидеме заглавени во нешто, да бидеме во нешто што не го сакаме, што не ни служи, што не ни носи добро, туку можеме да одбереме нешто кое ќе не охрабри, кое ќе не оснажи, кое ќе не исполни. Најважно од се е да имаме свесност во текот на денот, во секојдневицата која буквално не меле сите на сите страни. Важно е да имаме, да ја градиме, да се враќаме во свесноста за нашиот ментален простор, за нашиот емоционален простор. Да бидеме свесни за текот на мислите, да бидеме свесни што се случува внатре во нас. И секако, доколку не сакаме да ги имаме тие мисли или да замениме некоја друга емоција, свесно да ги повикаме мислите кои ќе не одведат кон тоа и емоциите кои ќе не одведат кон тоа. Медитацијата е мајка на свесноста. Редовната медитацијска пракса е најмоќната алатка да секогаш бидеме свесни за